петок се враќаме. Планиравме да поминиме овде мал дел од Великден. Денес е прв ден Великден. Нема баш нешто многу да славиме, ама од утре сме тука. Вторник имам термин за венчаница, веносам со мене, да видиме какви тоа венчаници има во Охрид и Битола. После тоа, да, немам некои планови, планирам да се одморам малце, како што знаете, со сите тие реновирања и се, на човек му треба малце одмор. Па, уживајте! Можете? Здраво на сите и добро дојдовте во нов ден од мојот влог. Денес одиме на најважниот ден, а тоа е ден на пробување венчаници. Имаме еден термин, треба да одиме Охрид и да, се надевам дека ќе бенефисам таму нешто. Ќе видите. Добро дојдовте во нов ден од мојот влог. Јас вчера не ви снимав многу, искрено, затоа што бев фокусирана да се сконцентрирам на каква венчаница да одберам, како ми стои, се сликав, ги гледав сликите, многу тешка одлука, искрено. Исто така, цел одмор сум наваму натаму, многу ми е убаво, многу уживам и затоа не ви снимав нешто премногу. И така доцнам со видеа и затоа се извинувам, но едноставно таков период што мора да го поминиме. За свадбата бевме да гледаме какви декорации можеме да користиме во салата и што можеме плюс нешто да ставиме. Морам да ви кажам, премногу убави работи имаше и многу работи ми се допадна. Сега треба да одлучам само какви декорации, какви цвеќи на каква боја, треба да одлучам какви покани треба да порачам и уште такви ситни работи. Затоа нема да ги правиме сами ние декорациите како што планирав јас, затоа што стварно не е лесно да се организира една цела свадба, една цела сала со 400-500 може гости, не знам точно.
ставам декорација дома кај нас, но не знам како тоа ќе испадне, затоа што пред некое време порачав балони, порачав некои цвеќина. Не знам што тоа можам да употребам, а што тоа не. Сите тие работи ми се тука и треба да видам. Во тоа имам помош, се разбира сестра ми, мајка ми и другарките. Тоа многу ми значи, доколку сама го правам тоа нема шанси да успеам. И така имам премногу трема и цело време нешто имам обврски што не можам да стигнам, така да сама тоа не би го можела како што планирав. На почеток, кога ја закажавме свадбата, многу покомплицирани ги планирав работите и мислев дека ќе имам време за се, но како што поминува времето, сваќам дека колку поедноставно, толку поубаво за мене, зашто искрено некои бомбони со пластични кутивчина, со прозирни, не знам, панделки, тие планирав сите јас да ги правам, планирав да порачам, не знам, бомбони, да ги полнам после тие, како квадратите, ви оставам слика да видите на што мислам. Сето тоа јас планирав да го правам, од тоа не испадна ништо, затоа што доволно не се посветив и затоа најдобро е едноставно порачано, купено, направено и знам дека ќе биде добро. Извинете затоа што ми се многу ми се мрда камерата, ама таков е пата. Денес е исто така многу важен ден. Вчера, значи, пробував венчаници, заборавив да ви кажам, денес одиме Корча, Албанија, треба да гледаме. За венчаници пробав на две места. На едното место имав термин и таму премногу ми се допадна сите модели. Таму немаше некој многу голем избор, но тоа што беше стварно прекрасно и нови модели и едноставно се што ми треба. Таму бендисав 2 фустани и сум во план да земам 2, еден за венчавката, еден за сала. Само тоа што едниот ми е поубав од другиот и не знам кој дел да го носам, дали за венчавката или за свадбата, затоа што на венчавката имаме фотосесија, што нормално сакам сликите ми бидат со тој фустан, но на свадбата исто така сакам него да го носам, но знам дека нема да ми биде удобен како тој што треба да го носам. Многу тешка одлука, стварно. Во другиот бутик, исто во Охрид, каде што појдовме, имаше многу голем избор, вака на закачалка, кога ќе влезеш во бутикот, мислиш, значи, овде и никаде на друго место. Но сите тие модели беа застарени модели, како да ви кажам, како пред 15-20 години, како што носе невестите, со прерамки, дебели пример, со тука испуштено, овде вака, не знам како да ви објаснам, ама не беа за мене. И плюс тоа сите беа со корпи, големи, широки, тешки фустани, што јас нема шанси да успеам да ги носам. Само ви го покажам какво дълбо. Да, и поради тоа што беа баш големи фустани, искрено не можев да земам и немаше да можам да носам. И затоа мислам дека ќе се одлучам за овие поедноставни, по-танки, да речем, по-лесни, без корпи, што така пуштени и личат прекрасно. Накрај ќе ви покажам на денот на свадбата каков фустан одбрав, но имаш уште едно место во Битола каде што сакав да појдам. Појдов јас, сакав да пробам, но немав термин и не успеав, затоа што имаше други кои пробуваат и едноставно секаде е со термин.
мора да се организираат. Јас имав само еден ден за венчање, само еден. И не стигнав доволно да видам како што јас сакав и затоа мислам дека ќе ми биде потребно уште време, дори размислам. Денес одиме во Корча, како што кажав. Треба да, затоа што нашата соба овде е празна, треба да купиме некој мебел и спална, плакар, такви работи. Многу се радувам, затоа што овдека се работите многу поразлични од Македонија и од Германија и мислам дека сепак ќе се најдам нешто што ми се допаѓа и ќе можам да се ја средам собата. Државјани, Штетас, Имаш ножице нешто? Јас ножите овде. Сега нема да можеш да гајме, ај твојата да биде, да не е мојата. Стигнавме Албанија. Како се вика зграда? Зграда. Апартмент го вика исто. Апартмент. Како се вика? Да знаеш карпус да земеме. Карпус? Не, немаме со што образачиме. Гума. Не бре. Како се вика знак? Нема смисла. Не такнува. Што значи кастрати? Ништо има. Како се вика? Супечеслени наша. Ајде барно ми нешто од преведу. Лаваш. Тоа го знам. Нормално да прашам тоа што знаеш, не зашто не знаеш. Ајде нешто потешко. Нешто што мислиш дека Шат. Шат. Вшат. Шат. Тако е. Село. Село Шат. Вшат. Шат. А град? Ќутет. Ќутет. Како ќутек. Ќутек. А тока? Земја. Добро. Лаваш. Пер. Макина. Не пере, пр. Пер. Не пере. Добро. Лаваш. Пер. Макина. Го немам тој акцент, тоа. Не лаваш пер макина. До 10. Ња. Ња. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Тет. Нан. Диет. Нант диет. Нант диет. Браво. Браво. Ajde сега ти на германски. Нагарам да всяко да знам. Да, знаеш. Како ја знаме? Стигнахме, сега чекам Филип да намести интернет и одиме во првиот салон на мебел. Завршивме, најдовме спална. Бевме во два салони. Во првиот одма знаев која. Овдека малце понакитени се да речам, со поиќе детали. Одма знаев која ќе ја земам, но сепак сликав две да имам да споредам. И ја плативме, се ја зедовме, Филип ме рече да поидиме уште во еден салон и не сакав јас, ама ајде. Влеговме внатре и фала Богу. Јас многу брзо се одлучувам и знаев дека на прво ќе земам, мислам се одлучувам за некои работи, за некои не е нормално. Добро што не влеговме најпрвин во овој вториот, зашто немаше ништо. Има неколку дрвени, онакви, со многу кафени, некои стари нешто, такви работи. Јас му реков на Филип дека ми се бендисува таа и жената почна да му објаснува како тоа е добро дрво, како вака, така. А јас само се зафркавав. Така да спална најдовме, ќе ја видите. Утре Утре има дома да сме Българите сме. на следното идење ќе можете да ја видите спалната. Денес одиме за Бугарија. Од Албанија тргнавме околу 3,5 часот за бајање, сега моментално е 6,5. Имам уште некаде од прилика сат и пол да стигнеме до граница или до Благоевград. Одиме Бугарија, треба да ја регистрираме колава. Завршува регистрацијата, мора да се регистрира за да можеме да возиме исправни правилно и да биде се во ред. Денес малце е облачно. Искрено не знаев како да се облечам, па затоа си зедов неколку други јалишта, затоа е назад хаос, како што можете да видите. Да, одамна не сум била во Бугарија, така да денеска испадна прилика и јас да видам. Вака, до толку да е ризик ти одиш. Ja, за да го дошерите ти да појде газ. Не да да дошли газ. Се пазиш? Да. Ти наместо гледаш полесно, не би ти гледаш по-тешко да не би. Немам поден да се видите работиме. Ти знаеш колку е тешко, ти имаш работено, не. Ево дека го да режеме. Нека се ујди.
be quiet. Кажи, кажи. Tavolinë përballë jush, hapni grillat e dritarëve, se dhe të vendosni poshtë mbajtjen e krahut. Ju faleminderit që zgjodhët sot të përsëroheni me kompaninë Aurora Wizard, tani mund të relaksoni dhe të shihoni flukturimin.
завършувам ovaj влог. Ви благодарам на сите што гледавте.